1,2 милиони денари е неоснованиот долг оставен од претходното раководство на јавното претпријатие ИСАР за неисплатени надоместоци кон членовите на управниот и надзорен одбор, обвини денеска на прес актуелниот председател на управниот одбор на ова предпријатие Тони Вацев. Од која главен долг во износ од 613.120 денари, камата 211.183 денари и адвокатски трошоци од висина од 366.855 денари. И покрај лошата финансиска состојба на ИСАР со црвено салдо од 10 милиони денари, менаџментот одлучува да ги покачи надоместоците на членовите на управниот и надзорен одбор. Со одлука од 11.11.2014 година, председателот на управниот одбор добива покачување од 3.500 на 7.000 денари, што значи 100%, член на управен одбор од 2.500 на 5.000 денари, председател на надзорен одбор од 3.500 на 5.000 денари и член на надзорен одбор од 2.500 денари на 3.500 денари. Ова не било доволно, па следела уште една одлука за покачување на надоместоците. Председател на управен одбор од 7.000 денари на 11.000 денари, член на управен одбор од 5.000 на 9.000 денари, председател на надзорен одбор од 5.000 на 6.500 и член на надзорен одбор од 3.500 на 5.000 денари. По промената на локалната власт, новиот менаџерски тим на јавното претпријатие ИСАР ги согледал финансиските дубиози и веднаш ги укинал овие одлуки. Реформирајќи работата со домакинско дејание, сега ИСАР покажува добивка за 2018 година од 10 милиони денари, подвлече правиот човек на управниот одбор на ИСАР Тони Вацев.